Комплицирано. Плотеност. Богата. Поголема свест. Широка иднина. Перфектно. Просперитетна иднина, одржлив развој и интеркултурно живење. Шанса. Шанса. Шанс. Дефинитивно шанса. Шанса. Дефинитивно шанса, но не смееме да ја претвориме во разочарување, доколку го направиме процесот неефективен, а процесот доминантно се случува тука, не на. Останување. Останување во нека држава која е сепак членка на ЕУ. Останување. Станување. Останувам. Останување. Не, ни малку. Би рекол дека не е целосно, не. Не. За жал не. Медиумите мора да работат многу повеќе во делот на промовирањето на европската перспектива, меѓутоа и конструктивното информирање за евроинтегративниот процес. Она кое што јас во моментов го гледам е дека се сведува на тоа како ќе ги спинуваат работите политичарите, кои што затоа што не си ја завршиле домашната обврска, смислуваат разни начини со кои што ја оценуваат Европската унија. Потоа студирањето дефинитивно. Чист воздух. По хигиенски град. Недостасува подобар транспорт. Она кое што ми недостасува денес, еве додека дојдов тука на снимање, се здрави автобуси во ЈСП, кои што благодарение на Европската унија се освежуваат, бидејќи пред неколку месеци ЕУ донираше 10 автобуси кои што се целосно електрични, енергетски ефикасни и зелени. Меѓутоа и многу други работи во делот на дигитализација на јавните услуги, подобро образование, зелени политики за поддржување на домаќинствата за праведна зелена транзиција и уште многу други работи. На доносителите на одлуки би им препорачал да работат повеќе и да ги вклучат младите, затоа што од ставовите на младите и од идеите на младите гледаме дека доколку тие беа на нивните позиции, ние ќе бевме во ЕУ во следните 5 години. Наместо да бидеме во следните 15, ајде да ги вклучиме младите и да го забрзаме процесот. Повеќе да се слушаат младите и дефинитивно да се гледа различна перспективна од нивната страна.